На денешен ден, 13 септември. – 1506 година умре италијанскиот сликар и гравер Андреа Мантења, кој ги изработил величествените фрески во црквите на еремите во Падова и во дворецот во Мантова, урнати во Втората светска војна. 1598 година умре шпанскиот крал Фелипе II, која предводеше земјата во војните против Отоманското царство од 1571 до 1578 година и против Англија од 1588 година, која заврши 6 години по неговата смрт, по поразот на неговата непобедлива армада во 1588 година во битката со англиската морнарица во каналот Ла-Манш. Шпанија никогаш повеќе не стана светска сила. 1788 година Њујорк е прогласен за прва федерална престолнина во САД. 1819 година родена е германската пианистка Клара Шуман, една од најголемите мајстори на клавир во 19 век. Незината концертна кариера започна на 9-годишна возраст. Ширум Европа ги популаризираше делата на Роберт Шуман, за кого се омажи во 1840 година. Покрај неговите дела ги популаризираше и делата на Лудвиг ван Бетовен, Фредерик Шопен, Јоханес Брамс, Феликс Менделсон. 1887 година во Вуковар, Хрватска, е роден Леополд Ружичка, швајцарски химичар од словачко потекло. Добитник е на 1/2 од Нобеловата награда за химија во 1939 година за изучувањето на сексуалните хормони. Втората половина од наградата ја доби германскиот биохимичар Адолф Бутенат. Умрел во Цирих, Швајцарија, на 26 септември 1976 година. 1924 година во Софија терористот Владо Черноземски го уби Мохаџи Димов, еден од најпознатите идеолози и теоретичари на автентичното македонско национално ослободително движење. Беше учесник во битката кај Баница на 4 мај 1903 година, кога животот го загуби апостолот на македонското национално ослободително движење Гоце Делчев. По поразот на Илиндинското востание, застана на страната на прогресивната левица на ТМРО, а во времето на младотурската револуција разви активна идеолошка дејност и беше еден од иницијаторите за создавање на Народната федеративна партија на чело со Јане Сандански. Роден е во селото Горно Броди, Егејска Македонија, на 20 октомври 1875 година. 1953 година во Скопје на градскиот стадион се одигра првиот меѓусебен прволигашки фудбалски натпревар меѓу Вардар и Работнички. Резултатот заврши со 2:2. 1993 година во Скопје умре Јони Саја, представник на најстарата генерација македонски артисти, роден е во Тетово во 1915 година. 1995 година Република Македонија и САД воспоставија дипломатски односи. 1995 година министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција Стево Црвенковски и Карлос Папулјас во Њујорк во присуство на Сайрус Венс, специјален представник на генералниот секретар на Обединетите нации, потпишаа привремена спогодба за пријателски односи и градење доверба и се обврзаа на почитување на заимниот суверенитет и територијален интегритет, прифаќајќи ги меѓународно признаените државни граници.